Да, следа наш гостин, господинот Павле Трајанов, председател на Демократскиот сојуз. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Доаѓате од собрание. Тања Васич, Љубомир Јовевски, Фатмир Скендер, Љубомир Јовевски обвинителот ќе бидат предложите кај власта денеска на Комисијата за избори и именувања, ќе ги предложи за нови уставни судии. Вие доаѓате од Комисијата за избори и именувања, ова се предложите? Па тоа се неофицијални предлози, додека бев присутен на Комисијата за избори и именувања, се уште не беа практично презентирани пред Комисијата. Јас зборував сега пред Комисијата. Значи, ние соочуваме со проблеми околу изборот на судија на Уставен суд. Сега треба членовите на Комисијата формално тие да предлагат можни кандидати за судија на Уставниот суд. Нема критериуми, нити во Уставот се дефинирани критериумите, ниту пак има закон за работа на Уставниот суд, во кој што ќе се дефинират критериумите кој се може да биде судија на Уставен суд. Има единствен критериум да биде истакнат правник и друго нема. Само тој критериум? Нема друг критериум, нема оглас. Ја долго време сугерирав да објавиме објава, бидејќи овие 5 судии на Уставниот суд ги бира парламентот, значи ги предлага, ги бира и така натаму, целата постапка ја врши парламентот. Предлагав, ако не друго, да објавиме јавна објава, па тие што се заинтересирани да аплицират, да ги повикаме после тоа на разговор, да спроведеме истата постапка на исти начин како што се бираат членови на Комисијата за спречување на корупцијата. Транспарентно, да видиме кои се тие кандидати. Вака, значи, и натаму го целосно партизираме Уставниот суд. Партијата на власт што е, до сега пред неколку години ВМРО ДПМН ги предлагаше, сега СДСМ во договор со ДУИ или другите помали политички партии. Ќе видиме сега какви се кандидати ќе предложат. За секој случај не сакам да поддржувам кандидати кои што се компрометирани, кои што работеле по налог на партиите, независно дали ВМРО или СДСМ. Такви кандидати немат кредибилитет да бидат чувари на Уставот, на Конституцијата. Се работи за висока институција, исклучително важна улога има да цени законитоста, уставноста на закони, на други акти, или да биде да ги штите правата и слободите на граѓаните. Тања Васич, Љубомир Јовевски, Фатмир Скендер, ќе гласате за нив? Ќе видам како ќе се одвива расправата, ќе ги видам единство од нив што го познам. Јовевски го познам, тој долго време беше во суд, па во обвинителство, па сега е јавен обвинител во Советот на јавни обвинители. Ќе ги видиме како ќе биде. Јас сакам да гласам, да поддржам кандидати кои што се со интегритет, кои не се под влијание на политичките партии. Ќе видиме како ќе се одвива расправата. Тука исто така ќе биде присутна опозицијата, веројатно и тие ќе предложат. За секој случај не е транспарентна постапката за избор на суди на Уставниот суд. Натаму нема цврсти критериуми, никакви критериуми нема, нема објава, значи нема оглас, нема конкурс. Барам за Страсбург, кога одат во судот, има оглас, па има критериуми, колку години треба да има искуство. Тука нема ништо. Истакнат правник. И затоа се случуваше да имаме кандидати кои немат искуство во обвинителство, во судот или во адвокатурата, во некој референт за работни односи ќе стане Уставен суд или од Основен суд со неколку 2-3 години искуство во Уставниот суд. Дури има и опште што не биле суди, како што нагласив, без критериуми, значи затоа ова институција нема кредибилитет. Одлука која ќе донесе сите да почитуваат. Мислам дека досега Уставниот суд беше претворен во партиски испостава на партиите што ги предлагале и бирале кандидатите и овој начин сега на избор, бидејќи наистина ќе продолжуваме. Председателката на Уставниот суд неодамна, бидејќи ја имав една пресконференција на оваа тема, кажа дека па ние работиме по деловник, закона нека донесе парламентот или не знам кој. Уставниот суд има исклучително добра стручна служба, врвни правници. Тие треба да го подготват тој закон за работа на Уставниот суд. Се разбира во сработка со правда да дојде пред парламентот. Ние ако имаме забелешки, сугестии, ќе го доработиме и ќе усвоиме закон за работа на Уставниот суд, во кој меѓу другото ќе има
цврсти критериуми кој може да биде суден Уставниот суд, дека постапката ќе се одвива преку конкурс, преку оглас, дека кандидатите ќе треба да реферираат или да се презентираат кои се тие што се, да биде целата постапка транспарентна и на тој начин ќе го зајакнат својот интегритет како суди, како Уставен суд. Граѓаните ќе знаат дека ако имат потреба да се обратат таму, дека таму има суди кои што тие се отпори на било какви политички или друг вид на влијание. А зборите за господина Кацарска, претпоставам, Да, таа имаше изјава, бидејќи ја прашува и неа. Добро, таа постојано алармира дека има проблем со функционирањето, бидејќи некој истече мандатот и нефункционален е реално ставот. Треба да се изберат суди, не е спорно, но спорно е тоа што сите тие што се и сега актуелни, тие што ќе дојдат, сите се преку партиите. Нив ја одговара, бидејќи се на линк со политичките партии и знаат дека ќе работат по налог на партиите и некош ќе добијат за тоа награда. Овој состав на Уставниот суд требаше и може и досега да направат закон, наместо со деловник да работи Уставниот суд, да работи со закон за работа на Уставниот суд и сите овие прашања кои зборуваме да бидат регулирани. Така да тоа е во интереси на нив, бидејќи ќе се зајакне кредибилитетот, интегритетот, ќе биде навистина, ќе биде чувар на уставот, на конституцијата на државата. Добро, сега ќе биде на комисија за избори и минување, кога треба да отиде во собрание, колку дена се мислам дека тешко ќе оди, опште дали ќе има, бидејќи имаме активна блокада од опозицијата, веројатно дека ќе најдат начин како да блокират, да не дојдат до гласене за членови на Уставен суд. Изборот како е на судиите? После комисијата оди на со 61 глас. Така. Јас верувам дека ќе има и добри кандидати, ампак да не ги сега вака директно одбиваме или дискредитираме, немам таква намера, но за секој случај зборувам за постапката за партизацијата на сите институции, вклучително и Уставниот суд во нашата држава, и затоа ние не функционираме држава како што треба да функционира со сите елементи, сегменти. Значи, вие со ова активно блокада не ни тешко и дека ќе стигнат до собраниска седница? Можно е да се направи некој договор, веројатно, сега тоа јас не го предлагам, ама сигурно ќе има некој компромис, позиција, опозиција, веројатно ќе, колку што гледам, веќе има предлози, излегува и опозицијата со предлози, предлог на кандидати, може ќе направат некој договор за во функција да се деблокира, бидејќи може да се блокира работата на Уставниот суд, 5 минуса, сега уште еден ќе замине во пензија, со 4 суди не може да работи, и исто не е добро да работи само со 5 суди. 9 треба да се бират, инаку тоа е исклучително добра позиција. Највисока плата имат, што не сум против, судите на Уставниот суд, околу 2000 евра, председател може да има повисока плата. 9 години е мандатот, тешко да може некој да биде повикан што му го избере за судија. Значи, тоа е позиција, Уставниот суд е заштитен и може 9 години слободно да работи. Камо среќа таквата што е конструкција на неговата позиција да бидат отпорни на било какви влијани, меѓутоа не се, бидејќи имат долгови за враќање. Како изгледа во собрание? Сега да се активно блокада, ние сме научени од ВМРО да и порано сме гледали. Ние сме постојано е парламентот во некаква блокада. Ете, партијата што ќе изгуби следниот ден, прво не ги признава резултатите, второ започнува критика. Ние никош не сме имале конструктивна опозиција. СДСМ на исти начин се однесуваше, па имаше инциденти, па имаше исфрлање од парламентот. Само не одеа после едно време, пак и не идеа. Да, има и бойкот. Ова е активна блокада. Значи, ова со јавување неограничен број на дискусии, пратеници што сакаат да зборуваат, но мислам дека ќе се види дека нема потреба и не е тоа продуктивно парламентот да биде блокиран, законодавната власт да биде блокирана. Мислам дека полека ќе види раководство на ВМРО-ДПМНЕ дека ваквата блокада и носи негативни поени и на нив и на државата во целина, бидејќи ако се блокира процесот на закони, владата ќе работи слободно. А меѓутоа ќе нема законски проекти што се битни во некои области. Сега ВМРО-ДПМНЕ најави дека
закони кои се врзани за Животен стандард животен за добро на стандард и така граѓаните ќе ги натаму, гласат. ќе ги гласат, но мислам дека ќе увидат за брзо дека тоа апсолутно блокадата на парламентот не носи никаква перспектива нити за ВМРО ДПМН како партија, нити пак за граѓаните и верувам дека полека ќе попуштат. Зашто е Џафери толку нервозен? Сега дека вие сте таму за тоа ве прашувам ја вака. Па вчера не бев на седница, мислам на тој дел на седницата, порано напуштив, не знам, се случило нешто според порталите тоа што го гледам, така да инаку јас колку што сум разговарал, пушти некоја аудио снимка или некој што не сум одегли разговарал со службите, Аха. кои што на некој начин и тој е предпоставен, освен генералниот секретар, замениците и тој, дека се исклучително добро, мислам, задоволни многу се, имат позитивни кажувања за него. Сега тоа сум разговарал како... Не, добро, тешко е Џафери да го извадиш од... Да, али... Имам па бајги живци за... Не знам што се случило вчера. Меѓутоа, предпоставам и аудиото кој што се врти дека е надвор од... Јас кога имав забелешки како функционира Да. парламентот, достави допис до него, до јавноста го објавив, укажав што треба да се менува за да биде пофункционален парламентот да може да функционира. Но еве ќе видиме како ќе се. Мислам дека тоа не е сепак некоја тема. Не, Предпоставам дека ќе се извини председателот Нема тоа, Атала мислам да Џафери. може и од контекст да е извадено, се гледа дека тој не е ни на седницата како надвор да е некаде да надвор од салата, мислам сега, не знам кај зборува сега на кого се обраќа, меѓутоа Не бе присутен, не во сум, секој случај не можам да сведочам како се случува. Говорам тоа. апропо снимката што Да, е, меѓутоа тоа е што е. Господин Трајанов, најавивте барате една изборна единица или ќе излезете од владата, ако не се лажам? Се вака, повеќе политички партии, повеќе од година дена веќе, значи предложиме измена изборниот законник со кој предлагаме Македонија да биде една изборна единица, да остане пропорционалниот модел и пресметката на пратениците да се одвива преку Донтов модел, со тоа што не предлагаме да има изборен праг. Надуму предложиме едно решение помалите етнички заедници да можат исто така директно да се надпреваруваат и да има гарантиране места, но услов е ако се 3 или 4 партии од една етничка заедница, тие треба сите заедно најмалку да имат гласови освоени колку што се потребни за еден пратеник. Тоа е во основа. Сметаме дека на тој начин ќе се демократизира државата во целина, дека парламентот ќе биде реален одраз на определбата на граѓаните, дека помалите партии ќе можат да бидат вклучени во парламентот, дека ќе има шанса да дојдат кадри кои ќе бидат поразлични од тие што ги нудат 30 години ВМРО, ДПМН и СДСМ. Значи 30 години имаат монопол. Натаму законот има системски предности за 4 политички партии. Само да нагласам, за 1 час телевизиска програма имаат право за реклама 9 минути. Од тие 8 минути припаѓаат на 4 партии, а само една на сите други. Видите каков закон скроија, апсолутно нема Па ви кажаме, тоа ќе се побуните, тоа ќе ви кажеме. надправа. Да. Меѓутоа, значи, законот за една изборна единица, натаму законот за обнова на повторење на монтираните судски процеси. На тоа има подготвена закон за борба против тешките облици на организиран криминал и високата корупција. Имаме проект направено за кога ќе завршат младите високо образование да имат шанса да останат овде година дена на терет на буџетот или во приватна компанија или пак во државна институција. Тоа е модел го преземаме од Канада, да може да останат и претпоставувам дека ако година дена работат овде, некои ќе се задржат. Компаниите, ако се надевам дека имаме исклучително добри, млади кадри, знаат јазици, компјутери, имат повеќе информации од сите нас, дека компаниите ќе ги задржат некои од нив. Вака, штом завршат и видите колку 65-75 тој процес варира, главно се определени да заменат во странство. Значи, тие се неколку проекти за кои што разговаравме, не само од Демократски сојуз, и од другите партии, со новиот мандатар.
кога се формираше влада. Мислам дека сте Тоа со беше еден генерално да, сите да. условно кажано помали партии. Помалите партии има и ти други бари, тоа се вгради во програмата на владата и имаме принципелен договор, меѓу другото за една изборна единица. СДСМ го поддржуваше тој проект. Покасно се вклучи и ВМРО ДПМН, тие беа за мнозински модел. Меѓутоа, како се одминува времето, бидејќи помина повеќе од година денес, се види дека СДСМ јавно, декларативно, да, во суштина го блокираше заедно со ДУИ. Го блокира процесот на носен овој закон. Ние се договориме повеќе партии, нема да има поддршка владата доколку не биде дел од програмата. Тоа помина и сметаме дека 3 месеци е оптимален период да се донесе законот. И тоа е енергетската криза, не знам, економска криза, последици од пандемијата, вклучително и нестабилноста на Балканот поради војната во Украина. Рекоме дека да се пролонгира тој рок, но траеше блокадата, од кога веќе најавивме дека можно е да се придружиме кон барањата за предвремени избори. Го раздвижија процесот и повторно го блокира, денови е повторно деблокиран и се надам дека многу брзо. Значи, како и се заканите, така го деблокира, така? Како ќе знаете, кажете, излегуваме од влада и тие го деблокираат? Па не е докажувањето. Значи, не сакаме да условуваме или да оценуваме. Апсолутно не е тоа начин на действување на Демократски сојуз и на мене како председател на партијата. Очигледно дека само ако покажете сила, тогаш нешто се движи. Тоа се покажа и сега кога се формираше владата, од 25% на албанската етничка заедница, тие добија, сега партиите добија, викат битни се бројките, а не интересира рамковен договор. Ние сега направивме влада со 50% министри од партиите што застапуваат албанската етничка заедница. Така да, каде што е силата, бројката, тие притискат и ги да речеме ги реализираат своите барања. Главно е околу кадрови и така натаму. Кога ве побара? Мислам, кога носите пред 2-3 дена имало координација и е усогласено да продолжи расправата. Ке има расправа. Каква расправа? Јавна или во собрание? Во собранието на пленарна седница ќе се разгледува и после тоа ќе се донесе одлука за натамошна постапка. Ке има јавна дискусија. Тие дискусии ќе се сумират и ќе одиме на втората фаза, амандманската расправа. Првата фаза во собрание, претпоставувам треба да се изгласа да помине потреба од менување на изборен модел. Карикирам ко води. Помине и оди во расправа, јавна дискусија ќе се одвива. Ама не навлегувате во детали колкав да биде цензусот? Е во втората фаза. Тоа е во втората фаза. Тогаш ќе има веројатно амандмани и за тоа прашање сме отворени. Јас подготвувам да имаме расправа и со вон парламентарни партии, може да ќе организираме една трибина и они да ги презентираат своите ставови. Значи, повеќе политички партии, полека се гради поширок политички консенсус. Граѓански постои, 65-70% од граѓаните сакат една изборна единица да имат можност да бират за кого ќе гласат. Партиите, помалите политички партии ќе понудат програма, кадри, самостојни кои ќе се пријави, независни кандидати, ќе се збогати понудата на кадри кои што и програми, за кои што граѓаните треба да имат можност да ги видат тие програми, да разговарат со кандидатите и после тоа се определат. Како стојат сега работите? 94 или 96 пратеници се за Македонија да биде една изборна единица. Значи, ВМРО ДПМН се тие 44, Левица 246, ние сме 46, дури и некои повеќе, вклучително и алтернатива со 4 пратеници, 94-96 пратеници се подготвени веќе да гласат. Рамтака декларативно се изјаснија и СДСМ дека тие долго време јавно декларативно се за. Меѓутоа сега се притиснати од сите страни, бидејќи ВМРО ДПМН излезе од сврст став дека ќе гласат. Дури имаме начелен договор со ВМРО ДПМН, нема да го бојкотираат овој закон. Ќе дојдат, ќе учествуваат во расправата и ќе гласат според најавите за. Така да нема. За возврат? Моли? Барат нешто за возврат? Ништо не барат, не сме разговарали. Со мене не сме разговарали на никаква тема. Апсолутно на вакви договарања не учествувам.
Имаме ние принципелен став, сметаме дека тоа е во интерес на граѓаните, дека ќе се демократизираат сите процеси и дека малите партии ќе имат по-суштинско влијание во носењето, во градењето на политиките, носењето на законите, изборот на влада, инициирана одговорност. Јас со години барам да се донесе агенција за борба против тешките облици на криминал и корупција. Сите се за, во суштина никој не сака да има систем кој ќе функционира во државата и независно од позицијата, ако го прекрши законот, ако се вклучи во криминал, да одговара. Не одговара нити едната, нити другата партија што се на власт. Меѓутоа, ако зависи од мене композицијата, функционирањето на владата, тогаш меѓу другото ќе барам такви решенија кои што навистина ќе бидат во функција на поефикасна борба против корупцијата, против криминалот, што е клучна работа, бидејќи криминалот, корупцијата ни ја јаде државата. Имаше еден обид за ставање на една изборна единица непосредно пред локалните избори, така се шушкаше као постоел договор помеѓу двете големи партии, но цензусот го дигна на ниво кое што е практично недостижно за Тоа беше за младите. локалните избори. Локалните избори да. И ретерира, се повлекоа подоцна, мислам дека беше и Заев и Мицковски, иако Значи, тоа големите беше, партии... значи, со тој закон тоа беше брутален напад на демократијата во државата. Да го дигнете цензусот за предлагање на независни листи, тоа беше, натаму да ограничите да нема да не може да се користат порталите, односно Фејсбукот за јавна кампања, за промоција на партиите. И што е најбитно, измените на законот се донесува во текот на изборна кампања, ми се чини некаде во август, а сега слушам Министерство за правда и министерот Тупанчевски вика дека последната промена се направила во април 2021 година. Дури Министерство за правда не знае дека парламентот го промени законот во текот на изборна кампања, мислам дека август месец беше или таму септември, така некаде. Тупанчевски и влезе Добро, он не е во тек, тој е нов министер. Он влезе во ресорот, а Маричич си ги собра сите па ги префрли во неговиот секретаријат. Не, немам јас коментар за тоа, зборам правда како министерство треба да му кажат министре, последен пат се менуваше законот, тогаш беа вградени забелешки за НОПС. Како се склони на местење, па тие прва што тргна да го местат Тупанчевски. Добро, мислам, бидејќи е многу рано, сега не сакам да давам некакви оценки. Практично со неговиот предлог сега да формира комисија, работна група. Се надевам дека нема да биде тоа група која што ќе го развлекува за да не се разреши ова прашање. Министерството за правда треба да излезе со законски проект, точно дека треба се подготви нов закон, треба се направат корените реформи, вклучително да се елиминираат и системските предноси кои ги имат четирите партии, за да создадеме услови за рамноуправен политички надправа. Без тоа и натаму овие две политички партии ќе се менуваат, СДСМ, ВМРО, ДПМ, но Македонија по сите параметри ќе биде на дното во Европа. По многу параметри сега, и Албанија, и Косово кој што е ново формирана држава, почнува да оди пред Македонија. Мислам дека фактот дека овие две партии не ги менуваат процесите, не се движи државата напред, меѓу друго да треба да биде и тие да се сложат, да ги надвинат тие нивни теснопартиски интереси, да создадат амбиент, да создадат законска основа, да ги променим изборните правила, да можат сите партии и независни кандидати да имат рамноправни стартни основи за политички надправа. Тоа би било интерес. Правда, нека подготви закон и после нека го достави до партиите, нека формираат работни групи. Инаку консенсусот што го градат и на кој се повикуваат е четирите партии да се сложат. А цензус имате дефинирано вие? Отприлика, например, според вас колку треба да биде цензусот за? Ние предлагаме да нема прагот сега, тој изборниот праг да се формира природно. Ако излезат 1.200.000 гласачи, за да влезе некој парламент треба 10.000 гласа, 120.000 претеници. Па зависи каде, како, но од прилика од 7 до 10.000. Сум да се разговара за изборен праг, и тоа може првите избори, после од која ќе се донесе измени, ако се прифатат Македонија да биде една изборна единица, да биде без дефиниран праг, да биде тој природен. Следните 1,5 и најмногу треба прагот да биде во Македонија до 2% од излезените.
повеќе од тоа веќе Од излезените. од излезените. Речеме, ако излезат Да, примерно разумно, гласачи, од 20.000, скупни. ако има партијата или независен кандидат најмалку 20.000, тоа значи дека ќе има можеби 2 или 3 пратеници. 2 или 3 И уште едно да нагласам. Значи, вчера бев во една дебатна емисија и представникот од Алијанса да кажа дека направили они анализа дека албанците ќе добијат поголем број на пратеници, албанските политички партии, доколку биде една изборна единица. Инаку, дуи некои други партии му дават етнички карактер на законот или на промените, дека ќе губеле албанците. Албанците и турците и сите други, речеме, ќе добијат толку колку што имат подршка гласови. Може би е проблем, бидејќи голем број на албанци гласат и за СДСМ. Ќе се осипува тоа, меѓутоа па во листата на СДСМ исто така има исто така албанци. Така да се менува, да не биде да речеме главна етничката компонента околу изборите. Тој не е против законските промени, не се против било која етничка заедница. Секој, колку има подршка, ќе се соберат тие на едно место гласовите и ќе се тоа рефлектира во број на пратеници. Нова тема разговарав со млади луѓе кои што докторираат на овие теми, тие велат дека можеби е прерано и мислам дека ставот барем на еден од тие докторанти беше дека со една изборна единица и ќе загубат, може и да загубат малите партии доколку не се направи како што треба и дали ние како држава реално сме подготвени. Тоа е едниот момент, другиот момент останувате сега вие на ставот дека мора да се разговара на оваа тема или ќе ја напуштите владата? Значи, овој процес се движи. Еве сега има начален договор повторно и президентот Ала Џафери бара термин, бидејќи следната недела ќе патуват некаде заедно со потпредседателот, после доаѓа 24 мај. Технички прашања. И може ќе се расправа за ребалансот, но за секој случај што ме е договорено, бидејќи дуи се сложила да се отвори расправата и тоа ќе се отвори, бидејќи очигледно дека тие го блокираат тој процес. Инаку повеќе пратеници, значи немаме ние друг механизам. Сега да не испадне дека ние тоа сега го условуваме, оценуваме, не е таа намерата. Во принцип е договор што е постигнат со СДСМ, ние со СДСМ договараме, не со ДУИ, не со ВМРО ДПМН, кога се градеше платформата за работа на оваа влада, дека ќе го поддржат тој проект и нема да го блокират. Така да немаме друго решение доколку повторно некој го блокира. Сосема друго е расправата, аргументите. Ние сакаме со силата на аргументите. И сега што би значило? Тогаш можно е, значи тогаш не е исклучуваме можноста, тоа еве повеќе пати го нагласувам, тогаш можно е да гласаме за предвремени парламентарни избори, но знаеме дека тоа повторно ќе бидеме принудени, ако не се промени изборниот систем. Ќе бидеме принудени или да се групираме, што многу тешко доаѓа помалите партии да се здружат заедно, или повторно да одиме со една од поголемите политички партии, повторно да бидеме маргинализирани на штета на државата. Тоа ќе биде повторно, бидејќи нема ништо да се промени. Да, и тогаш ќе почнуваат пак пазарите кои повеќе ќе понуди. Во тој дел можеби за помалите партии е добро, меѓутоа нема да губат, нема да губат помалите партии, ќе губат поголемите партии. Значи ние имаме анализа направена. Значи повеќе експерти беа вклучени. Ние не го предлагаме ова случајно. Имаме компаративни искуства во другите држави. Ние сме помала држава. Македонија може да биде една изборна единица, ќе има поефикасен систем, полесно прибројување. Се ќе биде во функција на граѓаните и во интерес на државата. Вака ние со 6 изборни единици, па со 8 што предлага Алијансата, тие практично местат пенал на ДУИ, со уште ако ги раздробиме гласовите, не во 6, во 8 изборни единици, тогаш ќе губи и... А не имаш и прекројување на 6 изборни единици, односно префрлање од клучно е што до сега, тама. значи тие прекројувања се обидуваше Алијанса да ги презентира дека тие се клучни, битни и така натаму. Битно е колку излегна на гласене. Во 6-та изборна единица со помалку гласови, има 20 пратеници.
Во 6-та изборна единица пратеник се стекнува со 6500 до 7500 гласови. Така. Во четворката и тројката со 10.000. Тие со Па и во Скопје исто 60.000 така, да. со 60.000 гласови помалку има 20 пратеници. Партиите што се таму, независно од Така, етничкиот така. принос. Значи нема иста тежина пратеникот. Ако е тоа основна дуи да го држе тука тој регион и тука да влече повеќе пратеници, мислам дека не се принципиелни. Само уште во овој дел од прашањето, бидејќи времето не гази пред додам на Вселенската патриаршија, мислите ли дека 120 пратеници се многу, дека веќе треба да се размислува насока на намалување на број на пратеници, поефектно, ефикасно собрание? Еден од условите што кога доставуваме основи за соработка со СДСМ, да се намали парламентот на 90 пратеници и владата да се намали некаде на 12 министри. Да се спојат некои министерства. Ние имаме министерства, имаме агенции, имаме регулаторни тела за исти работи. Значи, гломазна администрација која што не е ефикасна, не е во функција на подршка на развојот на државата, на бизнисот, стопанството, туку само за згрижување на партиски кадри таму да бидат згрижени да примат плата. Ќе биде ли оваа држава? Зависи од народот. Народот постојано еве сега како се движи наука, постојано дали ќе не биде Народот како ве гласа држава. вас. Вас мислам Па народот ја гласа не ВМРО, ДПМН и СДСМ, нека се обратат до нив. Еднаш нека проценат дали треба да се направат промени. Јас не можам да ги менувам процесите во државата со еден представник или било која од помалите политички партии. Ако добиеме поголема подршка, а една изборна единица нуди исклучителна можност, шанса граѓаните да имат право на избор, тогаш може ќе се менуваат работите. Ќе дадеме шанса на квалитетни кадри. Апсолутно не е битно дали е член на Демократски социјалистички или не. Квалитетните кадри се во малите партии. Меѓутоа, ако немате место во извршната власт, каде да го квалитетните кадри реално не се во партија, честни исклучоци. Затоа што имаме кадри, научник, млад, амбициозен, не мора да бидат членови. Не, карикирам Кадри кој ќе му кои што речете се- дај ми партиска книжка за да работам. Не, тоа се не. извинувам. Ние на никого тоа нема, нити Не, сме не барам, говорам нити за вас, барам. говорам генерално на ниво на држава што се случува и затоа бегаат младите. Тоа Едниот е момент, другиот катастрофа. момент е нефункционалноста на системот, веќе не бегаат ни за пари, туку за нефункционалноста на системот. Партизацијата практично окочи развој на државата. Не можете да вработите ни хигиеничарка ако партијата што е на власт не даде согласност. да. Еве, ние само за пример, од кога договараме во некои управни надзорни одбори да поставиме некој на носител на јавна функција, тоа не функционира. Партиите што се на власт, СДСМ и дури ВМРО може би беше и покоректно околу кадрските работи. Значи, како викат, атар не кршат, работа не вршат. Ете, тоа е за нив сумарно кажано, развлекуваат и затоа има такви коментари на незадоволство, но тоа е система како на кој начин владае актуелната Според партија. вашите информации, ќе имаме датум за почеток на преговори во јуни? Според моите информации, и ова е повеќе проценка врз основа на информациите што ги добиваме од не знам, преку медиумите, од разговори, од тоа што го добиваме преку некои од новинарите од Бугарија, дека има шанса да се одложи ветото. Тоа значи дека да се постигне договор помеѓу Македонија и Бугарија и тој договор да биде дел од преговарачката рамка. Тоа што е да ги гласаме бугарите Година во уставот? после тоа, ако се одржи таа меѓувладина конференција, година до година и пол ќе има скенирање на состојбите, скрининг. Таков еден скрининг веќе се одбиваше пред 3-4 години. Тој сега не важил, бидејќи Франција бараше нова методологија, стави блокада на одржувана меѓувладина конференција, па сега Бугарија е со активно вето. Значи, можно е тоа. Видите што е. Во јавноста сега се презентира од државно-политичкиот врв дека ќе го промениме уставот, ќе ги внесеме бугарите во уставот, ама тоа да биде нивно последно барање. Мислам дека несериозно е така да презентирате. Па Бугарија можеби нема да отвора други барања врзани со националните прашања. Се разговарали меѓу вас коалиционите партнери за отворање на уставот? Уште не сте стигнати? Проблемот е што Бугарија ќе те блокира, ќе рече немате реформа во судскиот систем, не се добри реформите, не може да одите напред. Тоа поглаве ќе го држи 5-10 години. Тоа значи дека ние треба, ако направиме договор, некако со Бугарија,
тој треба да биде помеѓу нашите две држави. Апсолутно не треба Европска унија, Бугарија ќе се гласа тамо за деблокада, но вклучувањето на бугарите, што не е спорно да ги вклучиме во уставот, ни в црногорците, хрватите, но ние мора да бараме реципроцитет за македонците во Бугарија. Не може сега тоа прашање не го отвора ни СДСМ, ни ВМРО ДПМН. Дури мене ми е интересно што Алијансата, господин Села, јавно кажа дека треба македонците во Бугарија да бидат признати. Како може овие две носички партии сега тоа прашање го стават на страна и тоа дава сомнеш дека ние значи немаме државничко искуство. Не знаеме што е држава, како да ги штитиме нашите национални државни интереси. Кој не тераше да подпишеме договор во него со Бугарија да пишува дека ние тргнувајќи од задничката историја. И сега тука е тоа проблем. Историски прашања и така натаму. Тоа е само мотив, да не се лажеме. Сега претходно беше Франција со методологијата, потоа бугарите. Али они добро, бугарите барат да влезат во уставот. Јасна е игранката. Само да ги признаат, да ги имплементираат одлугите Страсбург околу македонците да имат можност да се организираат културни друштва, невладени организации, политички партии. Никој не бара тие да работат против интересите на Бугарија. Тие треба да се бидат лојални, да работат за интересите на Бугарија и да бидат основа за соработка со Македонија. Вие велите имаме од оно што гледам благ можеби оптимизам, меѓутоа Османи Ковачевски Димитар велат доста, ако во јуни не бива доста, веќе не се занимаваме со тоа прашање. Прво мислам дека процесот на движење на нашата држава зависи од евроинтеграциите. Без тоа ние уште ќе пропаднеме во. Не значи дека не ќе се откажеме од Европа, меѓутоа нема се занимаваме со бугарското прашање. А кој не натера сега да разговараме за Гоце Делчев, дали е бугарин, дали е македонец? Веројатно некој не стиска од озгора. Па не треба да прифатиме ние. И што влегоме во процес на разговори за тоа дали сме ние македонски народ, значи автентичен со векови македонски народ, сега не тоа да го спорува дека ние сме од 45-та, да разговараме за македонскиот јазик, после под силниот притисок на јавноста, на медиумите, па почнаа да кажуваат нашите носители високи функции дека за тоа прашање не се разговара, зашто разговарате вие? До сега. Да, господин Тренов, за крај една минута, како го ја цените одлуката на Вселенската патриаршија? Тоа е чисто историски димензии. Црквата, Македонската православна црква е чувар на нашиот национален идентитет низ векови назад. Признавањето, значи првиот чекор е направен. Сега веројатно за кусо време ќе се разрешат сите овие отворени прашања околу автокефалноста. Србија треба веројатно тој процес да го заврши, но јас знам од порано дека кога го сменивме името на државата со Преспанскиот договор, дека Грција тогаш прифати да влијае на овие процеси за Цариградската патриаршија, значи да го признае автокефалноста и веќе тоа е практично првиот чекор. Мислам дека тоа е навистин историски чин, заслужува честитки сите што беа вклучени, вклучително и Светиот Синод, поглаварот кој што со трпение и мудрост сепак зашто се внимателни толку? Кријат, не кажуваат ништо. Нешто се дешава за весите или? Знаете, оно што говори... Јас мислам дека и господин Ковачевски директно беше вклучен од порано во тие процеси. Добро, ние и заев служевме дека беше вклучен во процесите и едно од барањето. Така да, и владата е вклучена. Предпоставам дека во тој процес сите што имат било какви линии на влијание ги активирале и добро што тоа се случи. Во овие сега невремена. Но не успеавме да се пофалиме и да се израдуваме како што треба. Повеќе се занимававме со Андреа за Евровизија, отколку со овој голем историски чин. Мислам дека партиите реагира, сите упативме честитки. Не говорам за тоа, говорам за да се излезе народ околу цркви, што оно што говори Богоевски. Па добро, сега да завршиме. Веројатно сме предпазливи или синодот е предпазлив да добиеме таа томос за автокефалноста и колку што гледам дека има клима и во Српската православна црква, независно од Руската православна црква. Имат во недел имат Па мислам дека тој процес ќе се во констелацијата на овие општи состојби во Европа поради инвазијата од страна на Русија во Украина. Сите што се вклучени сега во овие војни активности тамо, мислам дека
дека добро е да Македонија и да ги почне преговорите за влез во Европска унија и да се разреши црковното А тоа би прашање. било вин-вин ситуација. Ви благодарам што бевте гости во студио. Благодарам ви за можноста. Павле Трајанов, председател на Демократскиот сојуз, гостин во студио 10. Овде завршуваме, почитувани, следува пладневниот преглед на вестите во 12, а јас ви закажам повторно средба во понеделник. Довидување.